Повторно назад во студиото со Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски и благодарам за комплиментите дека немало подобар новинар и не сте дале нигде подобро интервју од што тоа со ја. Ви благодарам за тоа. Се шегувам. Нема бе проблем. Ако не се пофали самиот Да, себе, никој до себе те да, пофали. сигурно. Освен што сум добар, него и убав. Ќе ја прашаме жената. Okay? Не е геј муабет ова с краја да е пупо. Дај да и телефонирам. Кажи. А што мислиш, толку ми чукаат мене? Сака ја најдам да млосана се спрема за утре за работа. Ке спијам, може да преспијам вечер тука? Нема проблем. Па тогаш ке и се јас не спијам овде кај. Јас спијам тука со железница. Не и телефонирај да не вистина останеш надвор. Па после брзо види, ако и се јавам, боле да не си доаѓам ако истерам мајта по живо. Па затоа викам да спијам тука. Компјутер имам, ке легнам на масичево, супер. Еве, двосет, тросет има. Да. Удобно сте ја направиле телевизијава и да ти кажам, благодарен сум. Значи, сум работел у многу телевизии, Ѓорѓ, и мислам дека оваа телевизија што го пружила за луѓево, кој знае да го цени, кој не знае, ја како истурен секогаш новинар, бидејќи, нели, малце попопуларен и така натаму, се трпел огромни притисоци. Не само од јавноста, туку и од собствениците, уредниците. И ја да искористам, затоа што навистина не знам дали ќе стигнам до година да дојдам на Флорида да ти поседам 5-6 години. Се шегувам, Ѓорѓе. Првен доби пензија, Сакам... а после можи. Ако ме вработиш, ќе добијам пензија. Да ти се заблагодарам, овие години ми беа навистина угодни, ми се допадна твојот човечки однос на толеранција. На почеток многу ми сметаше. Викам, превише толерира, превише попушта, превише дозволува, ама, како да ти кажам, еве сега од временска дистанца, ова се моите најубави години, најспокојни години во кариера што сум ги имал, а како што гледам и луѓево, значи, едноставно, дали вака работиш и во Microflex? Дали е ваква или е понапнато таму поинако? Или ова е твојот стил? Барам секој да си ја брка работата, наравно, така, и повеќето, можам да кажам, 90% од луѓето се перфект, така, си ја брка сватава, а има, значи, може не се и 10%, има некои луѓе стално сака малку да забошота и такви работи. Ама не е само во мојата компанија, на секаде тоа е. Зависи тоа до човекот. Океј, да го лабајме малце Microflex, излеков све ова, навистина беше интересно и со бегањето и со логорите за тоа, но една мала моја констатација, она што проучував за вас и што го знам со годините, вие сте најголемиот донатор во Македонија. Преку 22 милиона сте дале за проекти, цркви, патишта, инфраструктура и еден од ретките македонци кои и ден денеска ги помага македонците во Албанија. И во Егејска Македонија. Тоа не сум видел, не сум чул. Затоа што, ако не се лажам, тебе многу грубо ве избрка од граница кога се обидовте да влезете. Тоа се грчките власти. Јас имам доста соработка со македонците во Егејскиот дел. Може имам соработници преку 5000 во моменту. Во Егејскиот дел? Да. Виножито е тоа или други организации? Моја организација. Аха. На што работите вие со вашата организација таму доле? Па помагам многу. Имаме и едно радио, Егејско македонско Сонце радио, кој што песни македонски пеат, па и на други манифестации да. И доста помагам на овие што се во фолклор.
друштвата во Егејскиот дел. Треба радиоводител? Шега на страна, зошто го правите тоа? Имено, вака сега, со вашата приказна јас добив впечаток за еден млад човек, не знам уште вашата физиономија, се надам некоја фотографија ќе ни овозможите да ве видиме, ако има некој од вашите кои сте имале 18 години. Зошто еден млад човек кој тргнува по еден сон, бидејќи Америка е стварно сон. Ја паметам тие години кога сонувавме за тој дух, за тој Њујорк, за тие згради, за таквиот живот кој, нели, сонувавме сите. Но како се изроди кај вас таа љубов за Македонија? Бидејќи оваа телевизија е создадена едноставно како ваша фаундейшн во која треба да се прелее вашата љубов за Македонија и се што е полезно за Македонија, македонската историја, македонскиот народ. Зошто? Од кај се изроди тоа? Видиш, овде кај овие простори имаме и други нации кои што секој си мисли дека тие се единствени и налага на другите нации, како најмногу македонската нација, дека сме нешто друго. Не сме македонци, туку бугарите кои име нашиве браќа од исток, кажува дека сме бугари. Грците грци. Ние не сме ни грци, ни бугари. Ние сме македонци и сме една од најстарите нации на Балканот. Не јас да го кажувам. Го кажува историјата. Сите го знаат. Ама нашите соседи, за нивни интереси, не сакаат тоа да го признат. Ја мислам, тоа му е многу голема грешка. Во 21 век ние треба сите на Балканот, не е битно дека сме македонци или се срби или грци или бугари, ние треба да најдеме како сите заедно да работиме за иднина на овој Балкан. Сите сакаме да живееме добро. Него да се наговараме и да правиме 300 други глупости, разбираш, да не му дозволиме на македонци, да кажам, дека се македонци. Знаете зашто се насмевна вака? Затоа што зборите најубавите работи, најсуштествените работи, најчовечките работи, според моите морални и етички норми, апсолутно се согласувам дека сме ние едни единствени македонци. И не се мешам кој што е друг, но ние сме тоа што сме и не прифаќам друг. Но кога викате, знаете како, братство, единство, сите заедно, знаете што? Ја не гледам, ги слушам тие зборови, ама јас за тие зборови не можам ништо практично да видам. Како може да се изведе? Ние го имав... Чекај. Господин Атанасовски, извинете, малце сум... Да, нема проблем. Ние го имавме еден Тито, кој на таков ваков начин ги спастри ајваниве, Срби, Хрвати, Босанци, Македонци, Косово, и живее. Како така? Па дури уште и ден не се фалиме колку било добро. Така, стабилен систем, политичари кои си го мерат секој збор, да има едно чувство на правда, колку толку да нема гладни по улица, како се живее на север, така и на југ, без големи разлики, без огромни разлики. Ја денеска не гледам. Ние го имаме, дозволете ми уште две речи. Нема право. Го гледаме Вучич. Вучич во овој момент е можеби нешто слично што Македонија го имаше со Груевски. Сите мани на ВМРО да помане во тоа време, ама се трудеа да направат, да отворат, да направат, да дадат, да се почувствува. И имаше една позитивна атмосфера. Да си го славиме нашето сонце, да си ја славиме историјата. Гледам и Вучич истото го прави. Само како што му направија на Груевски, истото ќе му се случи. Шарената револуција кај нас беше 5-6 години. Таму можеби ќе биде 10 години. Ама крајот негов е неминовен. Огромни пари фрла Запад за да го сруши тоа од други геостратешки. Еве сега, нели, оваа моја констатација е, може вие
малце пошироко да го објасните, но јас не гледам како би дошло некакво заеднички именител помеѓу македонци, бугари, грци, срби, хрвати, босанци, Косово. Оти не може ние само да го решиме проблемот со Грција, а да виси со Бугарија, а да виси со Србија, а да виси со... Тоа стварно треба некој заеднички именител кој сето тоа ќе го обедини. Како? Ево го човек, јас сум спреман да ги обединам сите овие нации. Ако тие се спремни. Како? Јас мислам проблемот Ја не се е во сомневам во вас. политичарите. Добро. Не е во народ. Не е мрежеш во народ никаде. Ни во Бугарија, ни во Грција, па не е ни во Албанија и другите места. Мислам се политичарите на големите зло за ова подрачје. Ние ги имаме, еве, во Југославија така, сите живеевме и живеевме еден пристоен живот. Денеска ме разбира, сите овие еден со друг се јадат, за кој то го прави? Ја мислам, народот не е крив. Криви се политичарите за нивни различни интереси. Ја мислам, народот треба малку да се свести и во иднина овој народ, не е само македонците ние, а да бидеме признати наравно. Не смееме различ да бидеме... Значи, апелираш дека ние мора да се свестиме како народ и како нација, така? И не треба да дозволиме, разбираш, некој од народ да не води од Брусел. О, сори, ама го дозволивме. Можеме, не, можеме овде каде се... Ни сменија идентитет, ни сменија знаме. Никој не ни смени, разбираш. Сами си сменаме. Океј, го сменивме и сега. Луѓето што сменаат тука се мразиш, тие се мразиш тука, ги знаете и кои сте. И што со тоа? Овие од надвор налагаа мразиш и ние мразиш одма автоматски да му направиме тие што сака. Чекај бе, не е тоа така. Дај тие Европа нека направи нешто за нас. Ние барам да влеземе со години не водат за нас вака. Сега ќе дојде 14-та година ќе ве примиме која година? Или заборава или не зна да броја години. Значи, еве го, дојде 30-та ќе дојде. Значи, не земам разреш милиони години разреш оно што сака Европа да направи. Работите разреш може во позадина нешто друго. Што? Не знам. Шпекулирај. Ја шпекулирам. Не ти дозволувам за оваа тема да ми викаш не знам. Затоа што знам дека знаеш. Мојата тема е така. Добро. Ние не, ме разбираш, на Балканот самите себе, сите нации треба да се спремни заеднички да се работуваме за доброто на целиот Балкан. Ама нема да се работува. Кој ќе ги натера? Еве и ти. Ние. Како ние ќе ги натераме? Ние не можеме себе да се натераме. Вие чекате од Брусел некој да дојде жена или маж и да ви каже приказни. Ние ги знаеме приказни, да оти тие мислиш се попаметни. Ние сме многу постар народ и имаме подобри зборови него нивните. Само проблемот е наш, тука. Дали ние сакаме сите овие што се народи, заеднички да работиме, не да се мразиме, да си подајме рака. Зошто да не? Чојме во Европа, па и таму ќе биде бугарите и грците. Ако, значи, таму можеме да бидеме, а овде не можеме да бидеме заедно. Проблемот е тука наш. Политичарите се проблем. Група на луѓе, не се тие многу голема групи, zato што манипулира со народ. Да го прашаме народ, така? Јас знам и проценти, колку проценти ме различно од народот, ни бугарци, и бугарите, па и албанците, и грците, 70% за ова јас што го зборувам, го поддржува. Само нема лидери. Кои лидери? Овде се зборува само различ како на некој да се манипулира и да оди само во корист на некој. Не може така. Треба да оди во корист на сите. И сите да одиме напред. Само така може да ме различ овој регион и било кој регион да оди напред. Ако работиме за сите. Ова е премногу општо, убаво, точно. Не е општо. Но во Америка како така практично ќе се изведе? Имаме во Америка така има. Го имавте Трамп во Америка. Што направивте со него? Трамп ќе се врати и мислам да ќе биде и многу подобро него во овој момент што сме. Да, али Трамп во овој момент секој месец дена е во полициска станица и на судења.
Затоа што има мерзеш некои одредени групи и групации кои што Значи, не му одговара, ама како? затоа што Не може- има друга визија Ама и не друг може, приоритет. ако 300 милиони луѓе се за, 80 милиони луѓе не може да манипулираат. Проблем е што има многу што се против, што таа омраза расте, што сериозно се значи не мој, туку зборам геостратешки аналитичари кои велат дека Америка е пред сериозни искушенија за граѓански војна, како што е Европа пред сериозни искушенија дека Европа едноставно пука по сите шевови. Тука се сложувам со Европа. За Америка, мислам, не се сложувам за се, али има проблеми, наравно. Не само Америка, и сите други држави има проблеми. Тие проблеми треба да се решат на глобално ниво. Ајдете, кажи ми. Вака знам и овие лепотициве која ќе добие мис на свет, истото ќе го каже. Ама никој не знае да каже како. Не, може тоа само со луѓе кои што се во власта, треба малку да се го промена мислењето и да почне да мислам, разбираш, во поголема заедница. Не само јас бендисан, јас сум најбендисан и јас како ќе кажам. Не е така. Треба да сите да кажеме како е најдобро да се извлечиме од овие проблеми што ги имаме денес. Ама не може сите да кажуваме, секој ќе влече на своја страна. Тие што се во политиката зборувам, треба тие да се го промена мислењето. Ако ти мислиш дека ти можеш тоа да го направиш, господин Атанасовски, ти треба да излезе со твојата визија. Точно да ни е јасно, као што Трамп направи, излезе со визија. И затоа го поддржа. Трамп не излезе и рече, слушај, треба да се обединиме за мир и да ни биде добро на сите. Не, рече, ќе правам ова, ќе правам ова, ќе правам вака, ќе правам така. Ако зборувам за Трамп, сите мислат дека Трамп кој ќе дојде ќе направи војна и други. Ама дојде се тоа опозит. Отиде се види и со Северна Кореја со човекот, кој што мисле тоа нема да се случи. Ја му давам голем кредит. Да, тоа е визија. Он успеа да покаже дека со сите може и треба да се разговара. Да, бе. Исто и ние. Се сеќавате како го прибра Вучич и со Косово го натера да потпишат? Да. Јас имам добро мислење за Вучич, ако некој ме праша. Ја мислам за Србија е еден од најдобрите досега што ги има во последно време. И понатаки, ако би продолжил, тоа е добро за Република Србија, па и за регионот можам да кажам, затоа што многу пати тоа има, кажам, многу позитивни работи за Македонија. Значи, треба то почитување да го имаме спрема него. А нашите други соседи не постапува на едно такво ниво како што тоа има поставено. Киро Глигоров вече еквидистанца да има. Сега, еквидистанца не го подразбира во спротивно во она што викате. Да бидеме добри со сите. Еквидистанца, ако се овие лоши со нас, и ние ќе бидеме так. Како треба да постапуваме? Треба да постапуваме феа. И треба да ги почитуваме сите други народности и нации во овој регион. И ако и тие го прифатат тоа, ќе биде многу подобро за двете нации и за народот. А вака како што бугарите престапува, па и грците, било кој, па и албанците на некој начин, мислиш, е добро за тие нации? За нив? Не. Значи, треба да размисла. Ние треба на овој регион, на овие простори, ние сите живееме заедно. Каква е ситуацијата со македонците во Егејскиот дел? Каква е ситуацијата со македонците Видиш, тие 100 години се под робство, кој што не има такви права, како што имавме ние тука во Република Македонија, али полека ме разбираш, мора тоа да го попушта. Кој да го попушта, какви права, зашо малце објаснете подетално? Бидејќи тоа тема веќе не се збори, као овдека за Македонија, за официјална Македонија, не постојат македонци во другите држави. Видиш, па тоа е проблемот, значи тие само исто треба да се изборат и веќе почнува полека. Тој процес не може да биде преку ноќта. Не разбирам каков процес, каква е ситуацијата со нив. Бидејќи гледаме филмови, гледаме видеа како пеат песни, се собираат ора македонски, разбравме дека
не им забрануваат македонски јазик, зборам за Егејска Македонија. Истото го зборам и за во Албанија. Во Албанија може има повеќе права меѓу македонците на било кој во Бугарија и Грција. Јас имам таму меѓу пријатели кои што и имам заедно со создадено Македонска алијанса за европски интеграции, кој што постои, кој што имам и во парламентот, таму представник наш, така да во некои случаи тие се многу подобри него меѓу во овие другите соседни земји кои што нашите македонци не сме ни македонци да се каже. Што е тоа подобро? Во Албанија имаме, можем да кажам, наш човек во парламентот имаме разбираш градоначалник, имаме црква веќе наша и други работи кои што е за почит спрема другите народности кои што во Бугарија не смееш да бидеш македонец, си бугарин. Едмон Темелко? Едмон Темелко, да. Добро. И други. Имаме ние там политичка партија која што функционира. Што со тоа? Животот им е подобар? Имаат за јадење, пиење, им се подобрил животот на македонците? Знаете што? Тие тоа може да кажам. Не, ја вас ве прашувам. Не. Јас можам да ти кажам дека ме разбираш, има право да се изборува на свој јазик, има своји училишта, така да ме разбираш, го има тоа право што во една држава треба да го има. Македонија не ги поддржува, не им помага, не зборува за Македонија. Зборува се директно за Албанија. Па ја за тоа зборам. А има таму школи. Сите малцинства, своите држави им помагаат колку толку. Да. Кој им помага нив таму? Не му помага многу, али ме разбираш самите себе си има значи школија, имаме разбираш црква, значи вероисповед и други работи кои што тоа не му е дадено да има на другите држави. Или му е забрането, или како во Грција не си македонец, си кој знае што е, или некој си вид, некој грко-македонец. А тоа ме разбираш, може многу јасно се види дека во историјата македонците постоеле пред грците. И немало Грци. Грција има од 1832 година. Нека ми кажа кај има Грци пред тоа. Нема нигде. Има хајанци, што ти јас знам, по друго име, ама Грци не. Ама денешно време, знаете како? Ке ти рече, знаете како? Ја ги гледам. Што ако се историските факти така? Ти гледај денес сега што е. Не. И американци немало пред 500 години. Никогаш ама они сега владеат со таа земја. Крај. Тоа е разбираш однавно натурено. Во 1832 година или 30-та, но 10 или 12-та, германците создава една организација која што ме разбираш за Балкано размислува поинаку. И во 1830 година му даваме разбираш цар или кинг на грците. Па на бугарите му дава тоа. Со создавањето и сменато името од балкански, од македонски полуостров на балкански. Зошто? За Германија да има тука инфлуенс, создавање на нови држави. Кога се создадени Бугарија? Се знае. Грција 1832 година, 1872 Бугарија. И па и некои други. А ова сето тука било македонскиот полуостров почнува од Словенија. Јас те го направив. Нека ја отворат книгите, нека видат. Ова што го зборувам. Не ја што го зборувам, што е вистината. Проблемот е, значи, Германија, јас мислам, имала некоја си друга стратегија и позадина, за да раздели овде, да постави нивни луѓе кои што ќе може да ги контролира војнина и да има некакво влијание во овие простори. Каде била Грција пред тоа? Нигде. Така да, работите се многу компликовани. Арно, Грција успеа да наметне дека они се антички, они се први, дека се ова нивни земји, дека дека ќе отвориш Александар Македонски е грк, нигде не е македонец со кој ние можеме. Ние шакти брусиме. Ма јас знам дека не е. Слушай, тоа е, ама ова е нивната вистина. Неспособноста на македонците, шакти ги бруша. Тоа ме разбираш, нонсенс.
Ама го правиме тоа. И го направивме. Јас одам во Америка, јас се кажувам македонци. Еве, ова значка е носам, разбираш И таму. што со Не, тоа е супер како патриотизам. Ама дозволи ми како ама не ви провокација. рекле, Што оти со не е тоа? симниш, не. Ја одам во Вашингтон и со сенатори комунисти нема проблем. И Ринка, Филип Ринка има видено. Голема работа. Не, Извини, не, Ѓорđe, во Македонија, Средна Македонија, во Скопје, знаме на голема Албанија се вее. Не, чекај, дали треба да се криеме од ова? Ја не се крием. Ама ја ти викам, што со тоа? Во Скопје, во Македонија се вее знаме на голема Албанија. Извади сонцево од кутлиш, извади го ова. Со ова сонце ќе те уапсат. Прво е прво, така? Ние македонци го извадаме ова земе. Сега бе разлиш за албанци да збереме. Прво, сами не се почитуваме кој сме. Тука е проблем. Па што онда збориме? Што фајде имаме, што сме антички, што на страна историјата за нас, кога ние се откажавме од тоа. Се откажавме од име, се откажавме од знаме, се откажавме од устав и тоа ќе помине. Кај да ќе помине. Ќе видиме. Ја мислам работите, разбираш, полека се промена и вака и онака, ќе видиме. Што мислиш дека може да се случи? Може ли да шпекулираме малце? Јас мислам македонци треба прво да се гласно зборам, ама не, да се видиме самите себе кои сме. Дури не знаеме кои сме, тука е проблем. Како тоа ќе се направи? Па ја мислам треба да се освеста. Како? Кои сме? Еве пак те прашувам. Како Лари Кинг ќе те прашувам сега на интервју да се со Лари Кинг. Како? Многу лесно. Ја мислам македонците многу лесно се предава. Има и добри македонци, можеме да кажам 10% од македонците се прилично промакедонски и се добри луѓе, те не се борат против бугари и нова. Се борат за своите права, за својата иднина, да има подобар живот како сите други нации. Што со тој факт дека има 10% лојални, честни може да се македонци? повеќе. Што со тоа? Па треба да се зачуваме нашата иднина, нашата нација. И то 10 ако се изгуби, така, после што ќе видиш. Како сега дојде бразиш овој од СДСМ, кој што и не помина референдума, со 30% го смена името на Северна. Ние сами се продаваме. Сами не знаеме кои сме. И народот што? Го прифати. Еве сега бразиш. Па што онда збориме? Што народот го прифати, што бараме? Народот е проблем. Еве ти кажам истина. Ова е иста реченица што СДСМ викаше, народот не чинел, ние сме добри. СДСМ, разбираш, во СДСМ да зборуваме. Извини, малце провоцирам сега намерно за да те рашетам. Во СДСМ има луѓе, разбираш, може и подобри македонци од мен. Немојте да ги ставаме во исто цедило сите. Браво. Разбираш? Браво. Тоа ме разбираш, така не е така јасно. Дека и таму има патриоти, така е. А има и подобри и поубави од таму луѓе него што ние ги гледаме. Поубави од нас нема. Добре, ќе исклеме пудр, не проблем. Али има многу подобри него ВМРО-вци, што се кажува. Овде, од ова група. Арно, ама такви луѓе не испливуваат. Она што е патриотско, она што е вредно си замине. Како што вие си заминавте, оваа година 54... Ја не заминав за тоа. 54.000 македонци си замина на гурбето. Германија, Италија, Австралија, Америка. И тој број расте и расте. Македонците ја напуштаат. И албански расте. Ти мисли дека не? Ајде провериме. Исто број расти. Економски е. Значи, ние нови простори треба да се избориме како економски да му помогнеме на народ. Како да се избориме? Како? Еве те прашувам, ја не ми е јасно. Ја знам дека тоа треба. Фала што ми кажа. Сите го викаат тоа. Ја прашувам како? Како е механизмот? Со правилни луѓе да се постава во власт. Сите овие што ги гледаш тука, тие треба да замина. Има избори, треба народот малку да се свести. Не е трајка од петко. Убаво да размисли. Нови, не компрометирани, така, кои што се докажал дека му е срцето во народот, во нацијата, во државата. Има такви луѓе. Ја имам сретнато. Ти сретното, ама народ не знае. Народ колку пати се излагал
изложил дека некој патриот која ќе дојде, кој ќе го викнат у амбасада, кој ќе го искешираат и одма друга песна пеат. Во амбасада, ме разбираш, и то се случува, наравно. Например, не е само во македонци кои ќе во амбасада и албанци да ги пеат. Не е брега. Така е. Ама не треба да не теши нас тоа. Не, треба ние да имаме програма самите себе си кој што и ние ќе ја трасираме, не однадвор. Еве не ја трасираме. Што ќе биде со Македонија? Реално сега, Џорџ, ајде да го бедиме, кажеме дека ние ја трасираме. Ја знам што ќе биде, ама не ви кажувам. Па онда да го завршиме интервју. Зошто да го завршиме? Па чим нема што да ми кажеш, што да те прашам. Не сакам да ти кажам во овој момент. Добро. Има и искушение. А што, уште едно интервју ќе правиме? Не е интервју. Па ја нема да преживеаме толку, не живеам ја на Флорида, Ама Македонија е вечна, бе, не то така. Тоа Македонија вечна, ама и мислиш дека Македонија некој ќе уништи? Знаеш колку не се верувам. Знаеш колку е животен век на македонец у Македонија? Од кој што знам, преку 2000 години. За Македонија. За Македонија. Ја ти зборам за човек. Колку е во Македонија? 62 години. 67 години е макс просекот што човек 3 години после пензија умира. Па и сега не умирам, не бригали. Ти со желки не има да се знаеш таму на Флорида. Ти сигурно ќе фатиш тотка. Само 100? Колку поживеа татко ти? 90. Значи добра семка сте. Добар ген. Да. Добар ген. Дедо ми 95. Дечки, опуштајте се, тебе сонце ќе трае уште долго. Кој бе 4-5 години, уште 2 децении, седи мирен. Овој не иде до 95-та, не иде у пензија. Газдава наш. Што барам во пензија? Не знам. Сите луѓе и во пензија. Кој ќе пензија си завршен ти. Значи треба мозокот да ти работи. И нешто да буцкаш, да работиш и да придонесеш и ако си веќе постар. После сите овие неуспеси, катастрофи, економски, историски и политички, што остана од Македонија освен овие 10% и што може сега конкретно, на што да гледаме, на што да се фокусираме? Видиш, во целиот свет нешто завладеа што мислам никој не мислеше. Со короната многу промени се направи во светот. И уште веќе можда има последици или па ќе измисля некој џаволско вражуле, ние понекогаш го викаме. Како? Нешто друго. Џаволско вражуле. Ѓаволско вражуле. Што е тоа ѓаволска вражуле? Како корона. Да разбираш, така ќе измисла нешто. Да се измисли нешто. Можда измисли нешто друго. Ѓаволско вражуле. Така да како корона, може да измисля нешто друго. Со тоа, некој прави пари. Во моментот, во светот дојде, сето е на пара. Мислиш дека е пара или за политичка контрола е све ова? И едно е од тоа за политичка контрола. Ја мислам, има некој, мисла во еднина луѓето да има чипови, со тој чип да те контролира кога сака, да нема пари, книжни пари, сето да биде електронски и ако случајно правиш некои проблеми, чипот ќе те ги извади, не можеш да си купиш јадење повеќе. Кој ќе поиш тама, те нема. Човек го нема тука. Тоа е опасна работа. Што некој го размислил понатак и така, тоа многу изгледа добро вака да го гледаш, ама ја мислам не е добро за човечеството. Некој има во позадина да може да ги контролира луѓето. А ја не сум за тоа. Секој човек треба сам себе да се контролира максимално, а не некој да ти насади чип и кога сака во чипот да ти тури нешто. Или да ти исклучи. А се води на тоа. Таква технологија. Може да еден ден и тоа да дојде. Значи, потполна контрола врз човештвото. Да.
Па мислам дека е ова блиску и до библиските текстови кои велат дека нечестивиот ќе завладее со светот, ќе стане еден свет, ќе завладее мир и сите ќе го обожаваме и сите ќе го слушаме. И тоа ќе биде кога демонот ќе владее со целото човештво. И ќе го носиме неговиот белек. Сега не знам дали ќе би така, Така пише у Библија. Ама можно е се. Ако се расправаме за Библија дали е точно, не знам. Ја верувам на Библијата, затоа и го спомнав. Ја нешто бил за едноумие. Сите порано мисле комунизм е едноумие. Тоа не е добро. А ова што денеска технологијата го нуди е слично на тоа. Значи, составање на чип или некои други методи, ти ќе бидеш контролиран некако што сака. Некој компјутер не може да биде ни некоја машина, која што во секој едно време може да те ископча. Ја мислам дека нема да се сложам со тебе. Мислам дека е тука една манипулација медиумска, дека ќе ни стават чипови или ова или она. Ја мислам дека е тоа некоја приказна да не оттргне од вистината. Која е вистината? Ја имам став по ова прашање и сум го зборал и во емисија. Прво, за сите служби како што се ЦИА, НСА, КГБ и така натаму, со децении наназад најбитно беше да дознае што мисли човекот, што сака, што кажува, со кого се дружи, каде се движи. И плаќа огромни пари. Да. Нели, ти текнува како ми кажуваш, како ве процесирале, па дали било тајни служби, како млад и така натаму. А сега отвараш профил на Facebook и викаш денес бев Струмица, утре ќе бидам у Битола. Самиот си кажуваш. Ти текнува. Знам. И сега, ЦИА вика, слушај, тие 100 милиона што ги дававме за агенти ово она, ќе ги даеме на 5-6 копилјаци, кои ќе седат пред компјутер и ќе ни вадат извештај за секој заинтересиран. И ние не треба, компјутерот сами ќе ги вади тие податоци. И ние дојдовме сами да им кажуваме она што го криевме, она што го чувствувам. Свесно си ја дадовме слободата. Да се пофалиме што сме јаделе. Ќе направиме фейс слика и так и сите зна. Шо ќе му чип тогаш? Све знае за тебе. Да. Ама самите? Самите? Да. Како што ние самите... Памет. Како викаш? Па ние самите дадовме и знаме, и име, и устав, и си упропастивме државата. Никој не дојде марсовци. Така и ова. Мислам дека едно сеопшто заслепило владее во светот на едноумие во кое нам ни зборат за права на некакви сексуални алтернативни групи, додека големата слика не ја гледаме затоа што овие толку врескаат. Нели, прво беше како беше она што Black Lives Matter, па LGBT, па трансджендери, па ова, па она, па 300 чуда, или колку брзо се менуваат работите. Дизни им падна прометот, Bud Light, најпродаваното пиво во историјата на Соединетите Американски држави, денеска не е ни на 10-то место, затоа што некој одлучил таму да прави керефеки со маркетиншки, кај што народот ќутејќи вика, добро, имам ја друго да пијам, идам Прилепско ќе пиеме, ако не. Интересно е... Доста интересно и тоа што каде идат овие работи и уште о геостратешки, геополитички. Знам во каков политички мрак се американците и американскиот народ што се однесува до надворешната политика. Денеска ќе го сакате Израел, ќе го мразите Хамас, утре ќе го сакате украинците, ќе ги мразите русите и така натаму. Голема игранка се спрема, многу поголема од све ова заедно, околу Тајван. Реки, големиот конфликт не е Америка, Русија, Запад, Исток. Големиот конфликт е Западот со Кина. Кина е најголемата опасност за Соединетите Американски држави и мислам дека тука нема да има попуштање со овие. Дори ако паметите
Трамп направи без преседан во историја да забраниш технолошки развој да влегува во земјата на една кинеска компанија, Huawei. Мислам, што направи? Ја уназади компанијата? Не, напротив, процвета компанијата. Уште појака стана. Тоа покажа малце не слабост на Трамп, туку слабост на Западот, дека не можеше да го држи чекорот со технолошкиот напредок на Кина. Што мислите? Што ќе се случува со Тајван? Што ќе се случува со овој конфликт помеѓу Западот и Кина? И како сето ова ќе се одрази, па конечно и врз нас? Ја мислам, политичарите треба да се свест. Ова е мое размислување. Така, тие си има своје програми и размислувања за овие проблеми, ти што ги кажуваш. За светот би било најдобро сите овие проблеми што ги кажа ти, да се седни за едината на светот. Овие се вистина проблеми, ја мислам не се толку големи проблеми колку што самите себе си, така, за некои си повеќе лични интереси, може и за кратко време, може работите да излеза од колосек, кои што ќе биде негативни за долг период. Што мислите? Што ќе се случи? Ќе имаме глобална војна? Што ти зборува? Не те прашувам, не те држам за збор. Ја кажувам what your guts tell you. Јас мислам, ако имаме политичари, така, малку умни, може да се случат катастрофи. Јас велам, тие политичари треба малку да се опамета, дека живееме овде и треба работите да ги решиме, ме разбираш, заеднички. Еве ви го Бајден го имате. Бајден не е во моментот, мислам, најрелевантниот да ги реши тие проблеми. Арно, ама, он е тој што пали газ, иако е на Далечинско. Ама има до него соработници. Таа структура не е така наивна. Абе, не се наивни и другите. Значи, ја велам, сите тие, една страна, трета и четврта, речем имената ги спомнувам, треба да бидат паметни и да се надмина себе си за доброто, ме разбираш, на едината на светот. Си го видел ти тоа вака у живот, пошто убаво звучи, ама еве те прашувам. Дали си го видел? Дозволи ми да завршам заради гледачите. Ти си интелигентен, превише и одма ме разбираш и пред да завршам реченица. Значи, нели, сите знаеме дека треба да се сакаме, сите знаеме дека треба да со љубов и толеранција. Кажете ми пример, кажете ми кај сме го виделе тоа, па да речеме има надеж. Ја не сум го видел. Ја не можам да кажам позитивен пример кај што политичари се согласиле. Знам во Холандија, кога имаше во Холандија, на пример, се согласија да изградат инфраструктура за велосипедисти, откако тепаат 10.000 луѓе за една година. Еве, да речам, тоа било дното што предизвикало. Друго, не знам. Еве, кажи ми. Пака, јас мислам, сите овие денешни политичари, независно дали се во Европа и надвор од Европа и во Африка, ја можам да кажам, во моментот слушам африкански лидери кои што многу фино зборува, многу подобро мрзаш од Европската унија. Така. И дури сум одишевен што има такви луѓе што излегува надвор од Европската унија. Зошто дојде време да од Европа слушаме политичари со интегритет, со реченици со тежина од 2 тона, како твоиве, кај што зборат за емпатија, кај што зборат за рамноправност, кај што зборат за сите, наспроти Европа која такви глупости тресат, со некои си маргинални ликови, една Франција да го има овој еден Макаронов, кој е наследник треба да е на еден Митеран, на еден Де Гол, на едни величини, или Германија, како што го имаше Вили Бранд, Хелмут Кол, тоа беа Велика Британија, Маргарет Тачер, тоа такви луѓе не постои во политиката во моментот. Ја не ги гледам. Па како онда збориме дека ќе има паметни луѓе
Кога мислам, треба зошто да се ги има во да се зошто преиспита. Ама зошто ги има во Африка, ги нема во ова? Кој ќе ги преиспита? Ги гледам на Шо? телевизија и други, Извини, кои што Макрон ќе се преиспита себе си? па би требало. Наравно. Зошто? Ама нема да го направи. Времењата се променува. Они размислувања што беа пред 5-10 години во овој момент не се исти. Треба да видиме денеска што е најдобро, разбираш, ако е за Франција, ама после Франција што е? Во свето како е подобро да се прави бизнис, дали треба разбираш забрани или треба разбираш нешто да се надминат сите политичари за светот да оди напред. Но во Европа тоа го нема, го има во Африка. Why? Па ги слушав некои, да ти кажам, изненадија, да некои лидери, така до сега не ги имам слушнато, многу паметно кажува. Ама зошто? Зошто во Африка се изродија паметни лидери, а во Европа ги нема? Не, ги има и може во Европа, ама тие што се поставени, мислам, може се поставени за други цели. Дали следевте кој победи во Холандија? Дали следевте кој победи во Аргентина? Знам дека тоа деноиве се случи, а вие бевте презафатен овде. Не ги надив. Значи, ама многу нови лидери излегува сега. Крајна десница што збори дека левичариве со нивниве претерувања, со нивнава небулоза за маргинални работи да се фокусира целата енергија на една држава и финансиски и политички за права на една мала група на луѓе и нивните NGO, одошто на сите да им биде добро, реакција тивка се создава и Полска. Добро, они влегува во левица, ама во Холандија имаме крајен десничар кој вика какви мигранти неќам да чујам да видам. А во Аргентина се јави еден тотално луд тип. Треба да видиш, нема да ти се верува. Ама он им иде контра на сите. Зошто? И се човек ќе се праша, зошто ваков лудак избирал народа? Затоа што им е збогтисано на овие. Значи, изгледа ние треба да избереме некоја будала од улица, затоа што политичариве наши нема да се свестат додека едните исти. Значи, треба да најдеме некој, ама буквално од улица, и да му дадеме сета власт на држава. Затоа што тој нема да биде полош од што овие што се сега. Ама чекај, тие што се на улица, и тие се писмени луѓе, и тие родени како другите. Друго ми е поентата. Така е, ама друго ми е поентата што ти кажам. Ама овие се поставени тука за некои си цели. И како што му е кажано, и си тера по тоа трака, ќе му дојде од Европа, ме разбираш, ќе го испее малку и ме разбираш, ќе го става в бразда, како што му нареда, така е работа. Ние не треба да правиме што е за нашиот народ тука на Балканот, самите себе си да гледаме. Кој ме разбираш, ќе го боли глата, ме разбираш, во Брусел, ме разбираш, за Македонија. Баш и Мегајле. Или за Бугарија, или за Србија. Ние треба тука, овој народ што сме ново подрачје, едни со други да си подадеме рака, затоа што сме тука. Нема да си подадеме. Ма добро, тоа точно, ама јас зборувам во... Јас со жал го констатирам тоа. Иначе вие во право сте. Ако не си подадеме рака, кај ќе ни беше крајот? Замисли да имавме добри односи помеѓу Македонија, Бугарија и Србија. Замисли кај ќе бевме. Ама очигледно ни во Бугарија, ни во Македонија, ни во Србија, ни од страна им одговара да не сме. На некој му одговара распарчени така, еден со друг да се мразиме, да не се сакаме. Ме разбираш? Зошто да не се сакаме со бугарите? Зошто не се сакаме со србите и било кој? И тие се народ кој нас. Ама, ја како македонец нема да се покорам на србите, на бугарите или на грците. Јас сум македонец. Не можам да си го сменам она што сум. А тие ако го барат тоа, не може да добија. Сметаш дека тие 10% македонци што веруваш дека се добри, честни, свесни, доблесни, има 10%. Добро. Дали е тоа доволно за да се одржи Македонија, македонизмот, нашава култура и нашава цивилизација? Јас мислам е доволно со здрави луѓе кои што би требало да влезат во власта,
во институциите да можеме понатаки да ги штитиме нашите интереси и нашите интереси, а да не бидеме против ниедна друга нација околу нас и напротив да му помогнеме и тие да ни помогнат во некои други работи кои што од заеднички интерес. Знам дека дојдовте некои имотни прашања да расчистите во Македонија, но подолго време сте и ја прошпартавте Македонија, ве следевме, шпиуните ни јавува. Се шегувам. Не верувам прво, кажам. Па и да има проблем, ништо не можеш да направиш. Се шегувам, малце. Се можеме да направиме што сакаме. Што можеш да направиш? Лично за мене што сакаме. Така, ја реков дека не за тебе. Македонија. За мене може. Ја реков ако можеш за мене да ти дам еден да потпишеш тука едно жирант кај што пише така. Тоа е најлесно. Што правиш? Имаш ли некој конкретен проект кој можеш да го откриеш? Книга, ископувања, невладина организација, владина организација, малцинства, тука Македонија или во околината? Што работиш? Јас работам со доста македонци кои што на разни работи, не големи организации, помали луѓе кои што ги интересира во разни области, соработувам, така да има добри идеи, така не е лесно да се промовира, али добро е степ бај степ, што викаме, полека, нашите интереси да си ги браниме и да ги промовираме. И остануваш и додека си жив тоа ќе го правиш? Зошто да не? Тоа е не, наш. Те прашувам, ја не знам зошто да не. Не, тоа е наш. Јас сакам секој еден македонец кој е во интерес на македонската нација и историја и се, да помогне. Ние не сакаме, кој македонец јас, не сакаме да бидеме против ниедна друга нација. Напротив, и нив треба да му помогнеме во некои ствари, ако му е потребно. Ние треба братски да си подариме, за да можеме во идни да просперираме сите заедно. Но, многу... Планета е заедничка. Знаеш што, мислам дека маната на македонците е што ние немаме големи луѓе, моćни, не само политички, идеолошки, туку и богати, кои ќе финансираат, како што евреите има големи луѓе, па успеа да се изборат за своја држава на ваков или онаков начин, не зборам дали е добар. Премалку имаме луѓе како вас. Имаме осредни работници, голема диаспора имаме, кои се, како да кажам, повеќе бенигни, има прекрасни луѓе, ама тоа е толку малку. Зошто го губат интересот? Сите кажуваат дека веќе втората генерација не ги интересира ни јазик, ни историја, ни политичко. Вие сте од таа прва генерација што заминавте и срцето ви остана во Македонија и не се предавате. Но генерациите полека избледува и не забораваат. Не можеме да зборуваме за други, јас можам само за мене да кажам. Не, мора да зборите и за други, мора да збориме обзервација, ја не ве прашам. Но ова е, ние збориме за маса од 200-300 илјади луѓе кои се во Америка, македонци, кои се потполно инертни, повеќето, зборам, повеќето, кои се потполно инертни на она што се случува со Македонија и македонскиот народ. Тоа исто можам да кажам и до државата, водењето на државата и другите работи, некојаш ствара проблеми и народот веќе иди преку глава. Преку глава, речено по македонски, што ќе се занимавам со овие глупаци. Па нели во овој момент најмногу токму затоа што македонскиот народ е, да речам, многумина се и глупави, не знаат паметно да направат, затоа што се утепани, сега им треба најголема помош. Што ќе ми е мене помош, ако ние застанеме на свој нозе, ако ние се кренеме, ако ние имаме свое, што ме интересира мене, дал ќе ми пуштиш ти нешто ово, или ќе правиме проекти, или така натаму и така натаму. Да Македонија е добра, јас сигурен сум дека ќе ја преселиш, или зборевме? Microflex ке беше во Македонија. Арно, ама нема услови. Ние, Ѓорđ,
не треба да не оставаш како држава и народ кога гледаш дека не функционира. Туку не како да оставам, направиме да македонците инвестираат како што инвестираат. Вие сте отишле македонци во Австралија, во Канада, затоа што системот таму функционира, овде не функционира. И не можете да не обвинувате. Ние сме оттипани од сите страни. Корупцијата е на највисоко ниво. Америка тоа не може да го дозволи. Најголемиот проблем е корупцијата. Па не може народ тоа да го избори. Ама еве, американците да ве стредат, па ќе видиме. Па еве, гледам како не средуваат. Отворија фабрика во Тетово за електрични автомобили, дадовме 105 милиона, до ден денеска шајка не е закована. И тоа мртво ладно поминува. Европска унија аплаудира, Калето аплаудира, па не е во ред. Па не е во ред. Народов не е глуп, гледа и после ќе го прогласат народот или некој политичар кој ќе се побуни. Ќе ре, ти си антиевропски, ти си антиамерикански, ти си про-кинески, про-руски, ме разбирате. Неверојатно е како политичарите кои доаѓаат од надвор овде се корумпираат исто како и нашите врвни политичари. Мислам, политичарите насекаде веќе се доста коруптирани. И тоа е еден од големите проблеми. Не е само во Македонија. Погледаме, ме разбираш. Ова убива во поим, оваа констатација. Албанија има може повеќе криминалци, јас не сум направил анализа. Да. Па и во Грција. Да. Тие од Европа зема пари, ме разбираш, овие џо не знае дека има толку пари земено европските. Ако не знаеле, значи нешто му фали. Браво. Така ли е? Така. Кај биле? Кај гледаат тие, ме разбираш? Значи знаеле Знаеле, и ме деле. разбираш, ама за нивни интереси. Интереси лични. Тие истите политичари нивни, за нивни интереси мижат сведно толку и на крај Дали народот се согласуваме дека мора да се свести, мора да се разбуди. Таа нова пролет. Но, како што гледаме, ние само тонеме и не се случува. Дали треба, не само за нас, и во светот, треба да се допре дното, за да имаме одскок нагоре? Па мислам јас изгледа така, изгледа свеста ќе се мислам врати. полека сите тонат, затоа што овие работи што се случува така и големи оскапувања така. И овдека можете да видите така, да речеме стан да купиш, гледате последно време така за кратко време, ако беше 800-900 евра, сега е 1900. Така е. Нешто се случува кој што не е во интерес на народот. Апсолутно дека не е во интерес на народот. Но што со тоа? Не е само тоа. Дали треба народот да го пошироко насекаде и во Америка? Апсолутно. Дали мислиш дека ако веќе не сведат, не знам на што треба да не сведат, што е дното за освестување? Војна ли е? Болест ли е? Еве имавме и војни, 2 војни, не се освестивме. Имавме болест, не се освестивме. Што ќе не освести? Не зборувам само нас, цел свет. Значи, проблемот е сега ти не си филозоф, ти не си филозоф, локално. Ти си добар човек кој си ја сакаш државата и си хуманист. И други си ја сака и треба си ја сака. Но не само ние македонци, туку и другите. Апелирам да бидеш храбар, па макар и да погрешиш. Што мислиш? Што ќе не свести? Ја не сум го размислувал. Низ разговоров со тебе мене ми се отвараат овие простори. Сега, ако веќе тонеме, паѓаме надоле. Една војна не свести, една економска криза голема 2008 не свести. Кулите близдачки не свестија. Украина не свести. Короната не свести. Израел, Палестина не свести. Тајван ли треба да се случи? Треба ли да видиме печурка за да се свестиме нема да или се случи таму, ама се е можно, зависи. Јас знам дека, него што мислиш, што треба, каде е дното за освестување? Ти што мислиш? Еве, и макар и да грешиш. Не може народот да свести, треба политичарите. Од тие се кои што ги вода овие работи. Значи, политичариве, овие што се наврво, треба да се свеста дека
треба да седна на маса и овие некои работи така да се договорат. Сето се случува на маса. Ако мислиш дека со војна ќе победиш нешто, не. Ќе има војна, ќе изгуба голем дел народ и луѓе и деца и не е битно. И нема работи да се решат. Се се решава на ваква маса со разумни луѓе. Арно, ама? Во моментот може и немаме разумни политичари. Може и немаме, разбираш, луѓе кои што не се спремни на еден таков чекор. Ако ги гледаме, треба анализа да правиме. Некој, па може му одговара да не се седне. Може гледа нешто друго. Може преку призма на пари. Војна големи пари. Не е тоа така смешна работа. Билиони долари во право. А некој тоа му одговара. Што ќе не свести? Као човек. Ја мислам, сакам да ги свеста, да се свеста луѓето што се на power. Вака. Другите луѓе и да мислиш се дека лидерот, ако се појави, ќе го свести народот. Ќе го препознае народ. Вака, само да ти кажам, зошто не се согласувам со тебе, бидејќи ја имам спротивно. Ја во емисија ми се јавуваат овде во живо и ја тука се карам со народот. Не треба да се караш? Не, тоа е моја работа, моја емисијата и ја се карам со нив. Особено кога ќе ми кажат нешто што сметам дека е неточно. Се јавува и вика вака. А кој ти право дека ти си прав? Ја себе се преслушувам, моето искуство. Значи, ти мислиш твоето право, ама не знаеш дали си ти прав. Не, ама ја го образложувам зошто мислам дека сум во прав. Добро. Значи, зошто Што е моето образложение? Се јавува и вика, нема кој да го... Бранко Црвенковски лупам на маса. Нема кој да го поведе народот. Значи, вака. Дали има кој да оди по тој човек што ќе ги победи? Вака. Дали народот ќе отише? По сите книги што сум ги прочитал, по искуството, вака да те прашам. Прашам. Од Прилепси? Не, од Мару. Од Прилепси. Добро. 41. Не, пази, ќе те наведувам сега. 41. Што се случи во Прилеп? Германците. Добро. Се крена луѓе да дадат отпор. И фака ти кажам... Не, полека. Yes or no question е ова. Значи, во Прилеп... Така читам книги, да. Така. И тоа е факт дека неколку храбри луѓе тргнале, се охрабриле и тргнале во борба. Каква таква? Неколку луѓе. Значи, немало повик од Бранко Црвенковски, од Заев, од Груевски, од Станковски, од Петковски. Народот му збоктисало, земал пушките и отишол у планина. Отпосле се родиле лидери, се родиле други и тргнале по нив. Ова се факти, ова се најсвежи факти, да не зборам за другите движења. Да. Никога, значи, народот треба да тргне, а лидерите ќе се изнедрат од тоа. Движењето на отпор во Франција не го поведе еден човек, излегоа жолтите елеци, па од нив се изродија лидери синдикални вакви или такви. Во Америка правата на работниците не ги извозија Кенеди или Никсон или ово или оној, него незадоволството на работниците, кога виде колку е, Ал Капоне им излезе. Каков таков тој и рече, што имате проблем? Камионџи, ја ќе ви помогнам. И помогна. Беше криминалец, све, ама ја смени историјата на правата на работниците во Соединетите Американски држави. Незадоволството на жените во Соединетите Американски држави кулминира на почеток на 20 век, кога Клара Цеткин и Роза Луксембург излегоа за стана, кога видоа колку жени се бунат и рекоа, стварно треба да се бориме за права. Жените ги изнедрија, а не они. Затоа велам, Ѓорđ, народот треба да тргне, а ќе се изнедрат од движењето на народот, од желбата на народот ќе се изнедрат лидери. Затоа и ти, денеска, не си председател на Македонија, а треба да бидеш,
не ја раководиш Македонија, а треба да ја раководиш, затоа што нема доволна волја кај народот да ги направи тие промени што ти ги збориш. Извини малце на филозофијава, али еве зошто ти кажувам дека сметам дека сум во право. Пасивно. Народот треба да тргне. Затоа и те рчкам цело време што треба да го клюкне народот по глава за да се побуни како што се крена и во Палестина. Па ќе дојде и дена. Како ти звучи ова што го зборам? Пошто е ова Позитивно. сублимат од Сето е позитивно и сублимат добро. од книги, историски факти, филозофија. Да. Аба силата е во народот. Ако народот бара тоа што го зборуваш, е многу лесно да се направи промените. Значи не е до политичарите, до народот. Тоа е точно, ама политичарите во овој момент се има нивната агенда и нивните интереси. Овдека не гледам нешто друго. Затоа што нивните нема интереси. отпор доле. Затоа што му е гајле. Нема кој да го джитне у контейнер. Завршуваме тука со мој чемер зошто не си председател на Македонија, а требаше да бидеш или нешто повеќе, затоа што се уште нема волја. Има иднина, има Господ, ако даде, се е во... Господ сигурно ќе ти даде. Проблем е што овие доле, што ни прават лице и народов, не се спремни. Они викаат, тереј, ја ќе гледам на телевизија или ќе кликнам лайк. Јас никогаш нема да се откажам од македонската кауза. Браво. И помош на македонската нација и држава. Сум спреман во секој едно време да придонесам оно колку што можеме го споминал. Али народот тоа треба да побара. Не е само јас кој е една личност, а сето ова треба народот со лидери, не само јас, може и други, една личност не прави ништо, али повеќе лидери со размислување позитивни овие што работи ги зборуваме, е можно мразиш еднината да биде прекрасна за сите во државата. Имаш ли надеж за Македонија? Имам. Ја мислам, Македонија има добра иднина, може да земеме уште малку време, работите мора да се променат, не велам дека утре, али и народот веќе почнува да гледа повеќе и слуша, има медии веќе и други странски, за да може да увиди и правилни лидери. Има и други. Некој го каже, или јас го кажам, нема, јас сум најдобриот, да се лажеме. Има многу луѓе кои што се паметни и може да придонесат за оваа држава. Али во овој момент може нема такви услови да дојде на такво место. Али не значи дека утре со некои промени, па и во Америка ќе има избори и други, во времето на Трамп, мислам, работите беа многу позитивни и за Америка, и за светот, затоа што немаше војна. А во последно време се појавија војни и работи кај што за човечанството не е позитивно. Од моја страна. А за некои луѓе или компании е позитивно, затоа што пари прави. Сето се врти околу пари. И за крај, ја да ти се заблагодарам. Одиме напред, нема застанување. Тоа може да ти кажам и ќе со Господ напред, ја мислам имаме добра иднина во Македонија, ама треба да ги избериме најдобрите македонци и да му пружиме рака да водат државата. А оние што се способни. А оние што не се способни, треба да се заминат. Ја ти благодарам за разговорот, а би те замолил, господине Атанасовски, да за крај на емисијата да се обратиш на македонскиот народ со завршни зборови. Што е твојата порака до македонците? До не само на македонците, јас се гледам многу повеќе него Македонија. Ние
балканските земји, ме разбираш, меѓу себе треба да си подадеме рака и да се почитуваме, а не меѓу нас да се критикуваме. Тие критики треба да ги оставиме во минатото и треба еден смер да земе како во иднина, братски да си помогнеме и да одеме напред. Имаме ние голема перспектива на Балканот, ако сите си подадеме рака и не мислиме некој да го подчиниме или да му возможиме неуспех. Туку напротив, ако е можно да си помогнеме меѓу нас. Јас мислам, тоа е иднината не само на овој регион, туку и на целиот свет. Господин Атанасовски, ми представуваше вистинско задоволство и чест овој разговор со вас. После подолго време и после една тешка повреда се вратив и ова е максимумот кој го исцедив и навистина ви благодарам и има многу поенти овдека да се излечат. Ви благодарам и посакувам се најдобро и се надевам дека повторно некогаш во иднина ќе се видиме вака пред камери. Благодарам. Во секој едно време кој ќе сум во Македонија би направил емисија, може во некои поинакви разговори, него денес. Оти разговорите нема крај. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.